Добар ден, почитувани. На скандалите и криминалите во РЕК Битола никако да им дојде крајот. После нашето обеледенување на криминалниот тендер за ископ на јаглен, додека невешто се трудат да ги оправдаат своите афери, ги повикуваме да објаснат како ги поделиле 7 милиони евра повеќе. Да подсетиме, РЕК Битола склучува коруптивен договор во висина од 20 милиони евра на тендерот со еден понудувач Марковски компани, а само за споредба, кога имало конкуренција за истата намена во 2021 година, РЕК Битола платиле 13 милиони евра, што е за 7 милиони евра помалку. Бројките се немилосрдни. Кога имало конкуренција, цените биле далеку пониски. Ете, например, во минатото, кога имало негативно надавање на тендер, цената на јагленот по гигаджул достигнала цена од 99 денари за гигаджул, единечна цена во која се наплаќа донесениот јаглен во соодност квалитет и количина. Напротив, кога немало надавање во 2021 година, цената била неверојатни 130 денари на тендерот, кој го договориле во 4 очи со фирмата која ја фаворизираат. За истата услуга во 2022 година цената достигнала 153 денари со ДДВ, повторно на тендер кој е договорен во 4 очи. Ете затоа тендерите стануваат се поскапи, а РЕК Битола тоне се повеќе. Лакомоста на раководството на РЕК Битола не завршува тука. Криминалот е многу поголем при реализацијата на овие тендери, кога истиот камион неколку пати поминува на вага со товарениот материјал без да го истовари на депониите за јаглен, тоест истиот товар се наплаќа и фактурира неколкукратно. По оваа цена неколкукратно ја надминува цената по гигаджул. Но ова е само еден од начините за испумпување на средствата од РЕК Битола. Денеска ќе објавиме зашто синдикалниот лидер на РЕК Битола Менде Фидановски молчи и нема ниту збор за бројните афери поврзани со РЕК Битола, за теророт, за отпуштањата, за немањето ХТЗ опрема. Зошто нема ниту збор од него за уништувањето на компанијата и за туркањето во загуба? Зошто од синдикатот нема ниту збор за потенцијалното затварање на работните места во Елем? Менде Фидановски, откако е главен синдикалец, има наплатено 1.200.000 евра од РЕК Битола на име тендери преку сопствената семејна компанија која до 2020 година била водена од неговата сопруга. Истата таа од 2020 година е вработена во РЕК Битола во службата за деловно техничка апликација како организатор на обработка. Сега семејната фирма со еден вработен компакт МСФ Доел Битола ја води нивниот син Мартин Фидановски. Договорите кои ги објавуваме сведочат за тоа како преку семејната фирма на синдикалниот лидер Менде Фидановски, компакт МСФ Доел Битола се испумпуваат народни пари од РЕК Битола. Фирмата учествува на тендер во РЕК Битола и го добива тендерот. За тоа сведочат договорите од 21.6.22 година и од 26.8.2022 година. Разликата од овие договори од 2020 година е што тогаш тие се подпишувани од сопругата на Менде, а во 2022 година од синот, бидејќи како награда сопругата на Менде веќе е вработена во РЕК Битола. Неколку пати предупредуваме дека во РЕК Битола безмилосно се краде. Ги повикуваме истражните органи да реагираат по допрен глас за лица кои ги крадат нашите и вашите пари. Премногу е почитувани. Одговорност ќе има за сите. Избори што побргу и нова влада за да се престане со раскрчмувањето и крадењето во РЕК Битола. Ви благодарам на вниманието.